Гушкањето е можеби една од најстарите форми на изразување блискост, потикната од искрено пријателство, од љубов или едноставно од флуид, кој не може да се пренебрегне, па дури и кога станува збор за однос, кој не е само меѓу луѓе. Јас колку што можеш да видиш, Елена, и гледачите, веќе се навикнав да функционирам со козите, тие се навикна на мене и на објективот. Да, навистина имаме некоја хемија што се вели, научивме да функционираме едни со други. Важно е да се најде некаква формула со која се навидум ке делува нормално, па дури и кога е очигледно дека спротивностите на светогледите се толку дисторзирани, па тоа никако не може да се прикаже како реална состојба. Како минува времето, така таа интимна желба да се покаже симпатија расте право пропорционално со потребата, на секаков начин, ако треба и со топла прегратка, да се стигне до глас повеќе. Имав можност на моја искрено големо задоволство, голем дел од граѓаните на Гостивар, кои што не се етнички македонци, кои што се турци, албанци, да станат од локалите каде што седе и го пие своето попланено кафе, да станат, да се поздрават, дел им ме прегрна. Акцентирањето на важноста на гушкањето од различни етнички заедници е предикативен начин на толкување на поддршката. Сепак, незиното користење како комуникацијски канал треба да претпостави дека се игра на кусоста на меморијата и на паметењето на се што претходно било кажано и сторено, токму за оние кои се употребени во памфлетот. Луѓето се преокупирани со своите проблеми, на момент забораваат на мукта на прегратката и дека е убаво да се гушнат и за момент да забораваат на се. Во тој контекст, ни за момент не смее да се пренебрегне забелешката дека гостиварската гушка може би била строго опозицијска и дека рацете што трнале во пресед биле на градоначалникот Таравари и дека тоа не е само духовита противничка закачка, со оглед дека на паралелниот, пропагандниот канал се појавува дополнителна потврда за исклучителното додворување кон таа заедница и кон незините експоненти како нов модел на однесување. Емисијата сакам да ја започнем на еден неконвенционален начин, барем за Алфа и другите медиуми на македонски јазик, пошто ќе ги чекаме реакциите од социјалните мрежи пред се вечерва јутре. Pyetja numra 1 per ju sonte. Дорисела, до те мерни пјесе на Чеверине ере. Одговорот на ова конвенционално пенал прашање е јасен исто како и намерата тоа да предизвика реакција. Но според опонентите, умилкувањето, а понего и гушкањето е надмината фаза во врски што прераснале во нешто посериозно. Иако на еден од партнерите се уште не му е јасно како стигнал до таа наклонетост. Граѓаните од сите етнички заедници, и албанците, и македонците, и србите, и ромите, и турците, и властите, пошто сите покажуваат отворена љубов. Не знам дали е мојот пристап таков, дали е мојот наратив таков, дали ликот ми е таков, не знам зашто. Борбата за прегратката на албанците и на останатите етнички заедници не е доволна. За да биде љубовта целосно, потребна е таа да биде доволно цврста, со други фактори кои се одлучувачки. А тие умеат исто така, по нарачка, да ласкаат. I'm sorry that I can't be with you in Skopje. I would like to be there, to hug you all and to celebrate a bit. И на крајот, инфлацијата на прегратки ќе предизвика проблеми со здравјето. Ски се угушим. Нема се свесат во политичарите. Да беше свеста на така високо ниво, прегратките ќе беа вистински, а не измислени, а политичкиот воздух чист, а не загаден. Вака до 12 април. Гушење, али од висока концентрација на честички или од изливи на емоции. Се едно, организмите и така веќе ни се имуни.